Редакцијата на Храна и вино овој пат ќе ви открие една тајна. Станува збор за подготвувањето на еспањол сосот, кој представува основа за подготовка на многу сосови. На даската за сечење главицата кромит крупно ја сечкаме. Истото го правиме и со морковите. На оган ставаме тенџере и во него додаваме масло за јадење. Потоа во тенџерето ги додаваме телешките коски да се пропржат. Доматот крупно го сечкаме и го оставаме во еден сад настрана. Во тенџерето со коските ги додаваме и сечканите моркови, кромидот и црниот пипер во зрно. Потоа во тенџерето ги додаваме и сечканите листови од целер, парчињата домат и макдоносот. Убаво промешуваме и налеваме 3 литри вода. Тенџерето го покриваме со капак и на тивок оган го оставаме да врие 6 до 8 часа. Потоа во тенџерето додаваме неколку ловорови листови, една лажичка зачин мелен црн пипер, сол, ворчестер сос и бело вино. Повторно го покриваме тенџерето со капак и на посилен оган го оставаме да врие уште 15 на минути. На оган ставаме и тава за пржење и во неа додаваме масло за јадење. Во загреаното масло додаваме 2 до 3 лажици брашно и уште малку масло за јадење. Непрекинато мешајќи ја пржиме запршката на оган додека добие златно-жолта боја. Потоа запршката ја додаваме во тенџерето кое врие на оган. Промешуваме, повторно го покриваме со капак и оставаме со запршката да врие уште 15 на минути. По 15 на минути содржината од тенџерето ја процедуваме низ цедалка во друго тенџере. Потоа со црпалка еспањол сосот го претураме во чорбалок. Со тоа еспањол сосот е подготвен. Ви напомнуваме дека еспањол сосот можете да го чувате во фрижидер без проблем повеќе од 7 дена. Еспањол сосот можете и да го замрзнете и да го употребувате по потреба. Добар апетит!